Добро утро од Собраниски брифинг. Гостин ова утро е пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски. Со него ќе разговарам за сите оние амандмани кои ги поднесе Алијансата и Алтернатива. Меѓу нив е отфрлени се тројцата сведоци, но затоа пак државјанство ќе се добива со околу 20 документи. Меѓу нив се свидетелство, извод на родени, сметки за струја и работничка книжка, здравствена книжка и така натаму. Добро утро, Стојановски. Добро утро. Сакав виднаш да ве прашам. Вие сте член на Комисијата за одбрана и безбедност. Ги добивте амандманите од Алијансата и Алтернатива. Дали се во согласност со европските стандарди за добивање на државјанство? Да, како што кажавте, морам прво да почнем од почетокот за да дадам конкретен одговор на онаа заедничка пресконференција која што ја држеше Зоран Заев заедно со представниците на овие две партии и укажа дека и ние како ВМРО, како најголема пратеничка група во Собранието со 44 пратеници, ќе бидеме консултирани за овие предлог амандмани. Морам да кажам дека до заклучок овој момент ние не сме консултирани за тие амандмани. Сега ние треба да расправаме за нешто за кое што и владата даде негативно мислење и изричито му препорача на Собранието во ваква форма да не го носи законот. Ние треба да разговараме за нешто за кое што председателот на Комисијата за одбрана рече дека овој закон е толку лош и дека не може да се интервенира амандмански, туку треба да се поднесе ново предлог законско решение. Ние имаме своји амандмани, ние имаме амандмани кои што треба да го подобрат ова законско решение, а вака предложените амандмани сметам дека треба да бидат ставени под една јавна обсервација, да се организира една јавна расправа каде што заедно со институциите и експертите од оваа област ќе можеме да извлечеме заклучоци кои што потоа заеднички ќе ги преточиме во амандмани и консензуално ќе ги донесеме. Јавна расправа власта одби со своји аргументи дека е поминат рокот за закажување на јавна расправа и така натаму, но сепак би се задржала на амандманите. Што е спорно во нив? Дали има спорни моменти? Така, видете, ние побаравме јавна расправа по членот 145 од Деловникот за работа на Собранието. Тие ни укажаа на некој начин дека по тој основ не може да се организира јавна расправа, но сепак ние дадовме нов предлог. Членот 122 став 2 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија укажува дека може да се повикаат гости, односно официјални лица од институции, министерства, невладини организации. Па еве ние денеска повторно ќе го побараме тоа за да дојдат овие луѓе, конкретно министерот за внатрешни работи и министерот за правда, и да ни објаснат за неколку спорни амандмани како што ме прашавте. Еве конкретно јас ќе отворам за јавноста неколку од нив. Согласно членот 7 ставовите 5 и 8 се бришат, кои што укажуваат на тоа за да некој да добие македонско државјанство. Едноставно со овие предлог амандмани ќе се анулира можноста тоа лице да биде безбедносно подобно, кој што е спротивно па на членот 28 од Уставот и членовите 11 и 12, каде што гарантираат дека секој граѓанин на Република Македонија има право на одбрана и на физички интегритет. Понатаму се брише можноста да секој оној кој што ќе треба да добие македонско државјанство треба да полага заклетва. Понатаму се додава една можност во старото законско решение, би кажав во актуелното, укажува дека секој оној кој што сака да добие македонско државјанство треба да го познава македонскиот јазик до степен да може лесно да се снајде во околината. Овој пат се додава македонскиот јазик и другите службени јазици на територијата на Република Македонија. Тоа ќе дојде исто некако? Не може да биде исто заради тоа што отприлика се дискриминираат одредени граѓани кои што треба да добијат македонско државјанство од аспект на мајчин јазик и се намалуваат годините спротивно на Европската конвенција за државјанство. Ќе ми дозволите да направам една споредба. Јас конкретно имав можност да видам како е тоа во 4 држави. Тоа се Словенија, Хрватска, Австрија и Германија. Секаде се од 8 до 10 години, додека во Република Македонија заклучно овие амандмани се наложуваат од 8 на 7, од 8 на 4, од 6 на 3 или од 3 на 1 година, и сметам дека тоа не иде во насока на усогласување на македонската регулатива со европската. Јавноста знае дека се намалува, значи потребата да биде присутен во Македонија на 7 години, од 8 на 7. Во кои случаи се намалува
се намалуваат годините. Како што рековте, од 3 на 1 и така натаму. Заклучно, таксативно во законот може да се види по кои услови треба да се исполнат за да се намалат годините, но сепак она кое што е поентата е дека не е во согласно со Европската конвенција за државјанство. Таму јавно укажува дека треба да биде присутен од 8 до 10 години, но не повеќе од 10 години, но никаде не укажува дека ние вака ќе треба да ги намалиме годините за да може некој да прибави македонско државјанство. Ние мораме да имаме на ум дека сме земја аспирант за членство во Европската унија и дека мораат сите законски норми да ни бидат во корелација и во согласност со европските регулативи. Вака и на ваков начин тие не се усогласени и нема да го дадат решението на овој проблем. Алијансата и алтернатива настојуваат овој закон, законот за државјанство, да биде донесен со консензус. Вака според вас ќе ги прифатите ваквите амандмани? Сигурно според това сега што го слушнавме, имате големи забелешки и не би ги прифатиле. Баш поради тие забелешки ние инсистираме да се одржи јавна расправа, за да можат сите оние чинители во општеството кои што добро ги разбираат овие работи, од аспект на внатрешните работи, од аспект на правдата, од аспект на уставното право, се вклучат во таа општа дебата и за да ние можеме тие заклучоци од таа дебата да ги преточиме во амандмани со кои што ќе постигнеме консензус и ќе можеме да ги изгласаме за да го решиме проблемот. Јас навистина не знам како и колегите од Алијанса и од Алтернатива и од СДСМ очекуваат дека овој закон би поминал, а без при тоа да бидат консултирани пратениците од најголемата пратеничка група во Собранието. Затоа уште еднаш укажувам и да за во интерес на доброто информирање на јавноста да не се спинува ништо, ВМРО ДПМН е сака да им помогне на овие луѓе, но мораме со една општа дебата, со преточени заклучоци, во согласно со сите регулативи да донесеме да изнајдеме решение. Минатата комисија пред 2 дена, чинам, не можеше да почне амандманската расправа поради процедуралните забелешки на ВМРО ДПМН. Дали денеска би започнала оваа амандманска расправа? Видете, доколку председателот на комисијата ги прифати нашите забелешки, односно го прифати нашето барање за отпочнувањето на јавна расправа, службите се спремни, можеме да го отпочнеме тоа и потоа да се префрлиме и на другите, би рекол, процеси во самата комисија. Стојановски би поминала на помалку партиски прашања. Вчера председателот на партијата ВМРО ДПМН, господинот Христијан Мицковски, рече дека партијата подготвува ново парламентарно собраниско мнозинство со 61 пратеник. Тоа го говори веќе една година. Докаде се овие подготовки? Видете, суштината на и основната улога на опозицијата е да бара предвремени парламентарни избори. За жал, формално правно ние немаме друга можност, освен 61 пратеник да гласаат за распуштање на собранието и за распишување на нови предвремени парламентарни избори. Како што кажав, сме во преговори, во оној момент кога ќе го имаме обезбедено тоа 61 мнозинство од 61 пратеник, ќе ја известиме јавноста. Методологијата достигнување на истото нека остане, би рекол, вака тајна. Во моментот кога ќе имаме одредена конкретна информација, ние ќе ја соопштиме со јавноста. Јас би кажал две работи. Она кое што е важно дека ние за да ги подобриме условите за живење во оваа држава, треба енергичност, но треба и храброст. Еве, можевме да видиме во изминатиот период, како што кажавте, една година, несогласување помеѓу коалиционите партнери од власта за одредени суштински прашања. Нека се охрабрат, нека се приклучат. Не мора потоа да коалицираат или да влегуваат во одредена влада со ВМРО ДПМН, но прво да организираме предвремени избори, па понатака ќе видиме во согласност со програмите. Неделат само 5 месеци од локалните избори. Сакам да прашам до каде се овие подготовки за локалните избори, со оглед на тоа дека вчера председателот на Алтернатива Априм Гаши за утрински брифинг рече дека се отворени за соработка со ВМРО ДПМН, нели, за оние добри нешта за државата. Од аспект на она кое што можам да го кажам вака за ВМРО ДПМН е дека се почнати веќе силни сондажи на теренот за испитување на јавното мислење за одредени кандидати за градоначалници на територијата на целата држава. Од аспект на можната коалиција со Алијансата на албанците и Алтернативата, можам да кажам дека таа потенцијална коалиција има силен потенцијал за промени во оваа држава. Можеме да не се согласуваме за деталите, нели ние внатре во рамките на нашите семејства не се согласуваме секогаш за одредени детали, но суштината е да го зајакнуваме семејството, суштината е да ги подобруваме условите за живот во државата, да ја градиме државата и сметам дека
дека тука можеме и како да најдеме заеднички јазик со овие две партии. Понатаму ставот на ВМРО ДПМН е дека сме отворени за коалиција со сите партии чии најмал заеднички содржател имаат промена на оваа власт и начинот на живот во оваа држава во моментите и во ситуацијава каква што е во моментов. Дали се преговара со левица, бидејќи рековте отворени се? Како што кажав, вратите на ВМРО ДПМН се отворени за сите партии, се додека искрено веруваат дека треба да се промени моменталната ситуација и моменталната власт во Република Македонија. Сакав уште едно кратко прашање. Ќе имаме ли локални избори со отворени листи? Докај се сите оние преговори за изборниот закон? Јас прво верувам дека ќе имаме заедно парламентарни избори и локални избори, понатака дали ќе имаме би рекол, локални избори со отворени листи, сепак зависи од оние работни групи кои што преговараат. Ние сме го кажале нашиот став за ова прашање. Сепак на крајот верувам дека ќе биде исто како ветувањето на власта за една изборна единица, ќе се ветува, па потоа нема да се исполни, така да оставам да видиме во наредниот период како ќе се одвиваат тие работи. Сакам да се вратам повторно на првото прашање за законот за државјанство. ВМРО ДПМН ги повлече амандманите, 548 амандмани. Дали, бидејќи ВМРО ДПМН ги повлече, дали имате информација Алијансата и Алтернатива дали ги повлекува сите оние амандмани што ги блокира законите? Знам дека парцијално на одредени закони ги повлекува, тоа беше и условот за да може и петиот пакет на мерки да влезе во сила, нешто што граѓаните нетрпеливо го очекуваа. Не можам да бидам сигурен за останатите законски решенија, веројатно зависи од она како ќе се одвиваат работите во Комисијата за одбрана, останува и тоа да видим. Алијансата рече дека ќе ги повлече, ми се чини, во оној момент кога ќе помине законот за државјанство. Дали не се плашите, условно не се плашите, не стравувате дека повторно ќе бидете како опозиција обвинети за блокада на собранието доколку не помине законот за државјанство, а околу 25 закони се блокирани во собранието? Не би рекол дека е така. Ние рековме дека сакаме да помогнеме на оваа категорија на луѓе, но сакаме да понудиме што е можно покомпетентно решение и поопфатно за овие луѓе да се го решат својот проблем. Нашето барање е јавна расправа, како што кажа, за да можеме да постигнеме консенсус околу амандманите. Не може ние да бидеме обвинувани дека ние сме кочничар во одредени процеси кога не сме биле ни консултирани за почетокот на истите, така да добро е да се седне, добро е да се исконсултираат и со најголемата пратеничка група, па понатаму останува да видиме како ќе се одвиваат сите работи. Стојановски, ви благодарам на овој разговор. Ви благодарам на вас. Студиова беше нашиот разговор со пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски.